новинари, добар ден! Огромна е честа да ви се обратам на денешната пресконференција посветена на роденденскиот концерт на Охридско лето, со кој ќе прославиме 62 успешни години со фламенко балетот Луксурија, едно од најспектакуларните фламенко продукции во светот. 4 август, денот кога започна Охридско лето, денот кога и се поклонуваме на оперската дива Ана Липшатофовиќ, го славиме со огромна возбуда, но и одговорност, пред се поради значењето на големата, на оваа наша најголема музичко-сценска манифестација. Низ годините, тука на фестивалската сцена настапиле најзвучните имиња од светот на музиката и театарот. Звуците на класичната музика во прекрасната Света Софија, грандиозните дела на неповторливиот антички театар и квалитетните и атрактивни театарски представи се само доказ дека тука во древниот Охрид повеќе од половина век се негува музичката и театарската совршеност. Фестивалската програма и на ова 62-ро Охридско лето предизвика воодушевување кај љубителите на врвната уметност, нашата верна публика. Убедена сум дека и останатите настани до 20 август ќе понудат врвна уметничка вредност со која успешно ќе заокружиме уште едно фестивалско издание кое ќе ја надополни богатата историја на фестивалот Охридско лето. По 62 пат низ фестивалските вечери одекнува гласот на уметноста ширум целиот свет. Над 1000 уметници, актери, театарски работници, солисти, хористи, музичари ја вознесуваат убавината на уметноста и создаваат магија во која уживаат бројни љубители на уметноста. За повеќето настани се бара и карта повеќе, што за нас значи потврда дека сме на вистинскиот пат. Остануваме посветени и доследни на она што го трасирале генерации пред нас, на нивните напори Охридско лето да биде најголемо, највредно и најзначајно. Охридско лето е дел од Европската асоциација на фестивалите, финансиски поддржан од Министерството за култура, а под покровителство на председателот на државата. Неговата долгогодишност и успешност представува пример како треба да се негува и одржува еден фестивал. Огромна благодарност до нашите спонзори, помагатели, пријатели, локалната самоуправа, до вас медиумите без кое не може да се создава успешната приказна за Охридско лето. Од мое лично име, но и од името на сите кои се дел од Охридско лето, ве покануваме вечерва во 21 часот на Античкиот театар да бидете дел од уште едно возбудливо роденденско доживување со фламенко балетот Луксурија од Шпанија. Огромна благодарност за присуството на пресконференцијата за амбасадорот на Кралството Шпанија во Република Северна Македонија, неговата екселенција Хозе Луис Лозано Гарсија, Хаиме Транкосо од менаџментот на Фламенко агенцијата и главните танчери Давид Гутјерес и Паула Рејес. Посакувам уште многу успешни охридски лета. Ви благодарам. Dober den, buenos días. El Festival de Ohrid es el más prestigioso internacional de la República de Macedonia del Norte. Охридско лето фестивалот е најпрестижниот меѓународен фестивал во Република Северна Македонија. Fundado en 1961, por él han desfilado renombrados artistas de todo el mundo. Основан во 1961 година, низ кој продефилирале реномирани уметници од целиот свет. Desde hace años, la Embajada de España en Skopje viene colaborando con el fin de presentar artistas españoles de música y danza en este prestigioso festival. Амбасадата на Шпанија во Скопје со години соработува со истиот со цел да ги представи шпанските музички уметници на овој престижен фестивал. Y todo ello en el marco incomparable de Ohrid, entorno calificado por la UNESCO como Patrimonio Común de la Humanidad. И во неспоредливиот амбиент на Охрид,
средина класифицирана од УНЕСКО како заедничко наследство на човештвото. Es para la Embajada de España un honor contribuir a este festival internacional. Чест е за амбасадата на Шпанија да биде дел од овој меѓународен фестивал. Gracias a los organizadores y especialmente quiero hacer mención a la directora Natasha Popovic, Благодарност до организаторите и до директорката Наташа Поповик, igualmente a la ciudad de Ohrid y a las entidades estatales que patrocinan el festival, tanto la Presidencia de la República como el Ministerio de Cultura. и на градот Охрид и државните субјекти кои соработуваат, председателот на Републиката и Министерството за култура. May I ask in English? I was sort of doing it in Spanish. It is for sure our language and it's an honor for me and privilege to use, but we have some other issues to deal with today. Actually, I know for sure we're going to enjoy wonderful flamenco ballet this evening, and I would like to encourage and to invite all people here in Ohrid and all those that may be coming from Skopje and other cities to come today to enjoy flamenco ballet Luxuria and with the team that is today here present. So thank you, and let me take the opportunity to also congratulate the festival on its 62nd anniversary. So all the best and years to come, and readiness to cooperate by the embassy on the basis of Spanish international cooperation. Thank you so much. Be благодарен. Би сакал да уште еднаш да потенцирам дека ни предстои една вечер за уживање, која што ќе уживаме во фламенко балетот. Ги поттикнувам, ги охрабрувам сите луѓе од Охрид и оние кои што доаѓаат од Скопје да дојдат да уживаат заедно со нас. Уште еднаш благодарност и честитки за 62-то издание на Охридско лето и благодарност до целиот менеджмент. Okay. Well, I just would like to say thank you. Thank you to the festival and to Natasha and also the ambassador for the support. Би сакал да се заблагодарам на фестивалот, на организацијата, на директорката Наташа Поповик и на амбасадата за нивната поддршка. It is a privilege to perform for the anniversary, for the 62nd anniversary of the festival. Привилегија е да се настапува на годишнината, на 62-та годишнина од фестивалот. And also it's very special for us because we were planning this performance before the pandemic, and now it's finally possible to bring this special Barcelona Flamenco Ballet. Посебно ни е задоволство бидејќи овој перформанс го спремавме уште пред пандемијата и дојде време кога тоа спремање, таа представа ќе дојде на сцена. Thank you, and if you have artistic questions for David or Paula, Ви благодарам и ако имате please let us know. прашања за уметниците, за Дейвид или за Паула, повелете. Maybe would ¿Queréis you like to say comentar algo? something? Bueno, en castellano. Sí. Buenos días, muchas gracias sobre todo al festival y a la Embajada de España por hacer posible que el Barcelona Flamenco Ballet visite esa preciosa ciudad. He's also thanking the festival and the Spanish embassy for the support to bring the Barcelona Flamenco Ballet to this beautiful city. Благодарност до организацијата на фестивалот и до амбасадата на Шпанија за поддршката за да се реализира овој проект. Invito al público que venga esta noche a ver el espectáculo de Luxuria, que está teniendo una gran acogida a nivel mundial, buenas críticas a nivel mundial de la prensa importante a nivel mundial, y que van a disfrutar de un verdadero espectáculo de flamenco, pero también un flamenco innovador y actual. He would like to invite people
from the city to come to see the flamenco show that has been very well received internationally. And it's a traditional flamenco show, but also with some elements of new flamenco as well. Покана до сите во Охрид да уживаат во представата вечер. Меѓународно е многу добро прифатена оваа поставка и она што ќе може да се види вечер е изведба на класично фламенко, но исто така со некои модерни примеси. Bueno, además es importante porque es la primera vez que estamos aquí en Macedonia. She's also mentioning that it's our first time the premiere of the ballet here in North Macedonia. Да, за прв пат е овде во Македонија, тоа е вредно да се спомене. Y además estamos ilusionados no solo porque es súper bonito el sitio y súper como especial, ¿no? Sino porque también es para nosotros muy importante el hecho de llegar al público de aquí de Macedonia, a más gente. And it's really important for us to perform for new audiences, for new countries, and it's such a special place. Значајно е за нив, бидејќи настапуваат пред нова публика, на ново место. Well, That would be thank it. you. Thank you. Thank you. Кои се првичните впечатоци од Македонија од Охрид? A question for the artists. What are their first impressions about Macedonia and Ohrid? ¿Cuál es vuestra primera impresión de Macedonia y de Ohrid? La verdad que nos ha encantado el clima, porque venimos de España, que está haciendo una calor brutal, y ayer hasta teníamos hasta frío, o sea frío. Yes, the first impression is the weather is amazing because in Spain, you know, I guess you heard about the heat wave that has been in all of Europe, so it has been really hot. And last night we were setting up the lights until 4 a.m. and we were cold, and that was like, oh, finally we are cold. Fresh air. Fresh air, exactly. Воодушевени се од Охрид и она што моментално ги плени е тоа што е климата подобра овде, бидејќи Шпанија моментално се соочува со топлотен бран. И синоќа останале до подоцна до 4 часот да ги местат работите на антички и биле срекни што им студни. Además que el lago es súper especial, ¿no? Que tiene un sentido todo como muy acogedor. Also the lake that has the same name as the city, it makes it a very special location, very special city and lake. Она што ми е посебно интересно е дека езерото го носи името како и градот во кој што се настапува. Thank you. Thank you. Добар ден на сите. Се наоѓаме на половина на фестивалот. До сега се радувам што имавме многу успешни концерти со прекрасни уметници кои гостуваа од целиот свет, како и од нашата држава. Се радуваме на нивните успеси и се радуваме на преполната сала каде што се изведуваат нашите концерти. Можам да ги споменам некои од настаните кои што досега се одржаа и понатаму тоа што не очекува до крајот на фестивалот. Добро сте запознаени со отварањето кое што се одржа на 12 јули, на кое што настапија четворицата тенори италијански. Понатаму не можам сите да ги набројам бидејќи ќе ви одземам многу време, меѓутоа еве би ги набројала Камерниот ансамбл на Македонската филхармонија Нов здив, Камерниот оркестар Профундис, оркестарот на Српскиот народен театар, Стефан Миленковиќ се разбира, кој што беше долго очекуван овде. Понатаму Тома Атанасов и Марија Ѓошевска, Стивен Бјус од Америка, пијано дуо од Македонија, Кристијан Каровски Мимидучева, Камерниот оркестар на Музичка младина на Македонија, Дарија Масеиро и Андреа Кампора од Италија, квартетот Агат, Весна Гиновска Илкова, Ѓорги Цусковски, Кристина Светиева, трио Инсендио и после вечерашниот настав кој што веќе ви го најавија,
Не очекуваат исто така успешни концерти, се надевам. Утре веќе е квинтетот на Виенската камерна симфонија, понатаму пианистот Лука Дебарк, промоција на циклусот 8 книги на Димитрije Бужаровски, концерт на камерниот мешан хор Свети Климент Охридски, Шломо Минц од Италија, од Израел и Америка, еден многу познат виолинист, Валентина Лисица, пианистка од Украина, Тимоти Ридаут и Франк Дупре, понатаму Ирена Јосиповска, виолончелистка од Србија, со Александар Джермановиќ, исто пианист од Србија, и за затварањето на фестивалот концерт посветен на Александар Джамбазов. Јас се извинувам што не можам сите да ги прочитам, бидејќи се 40 настани, ако некој го испуштив ќе ми прости. Меѓутоа се радувам кога се случуваат вакви успешни фестивалски денови и сметам дека овој фестивал е многу значаен за нашата држава како една културна традиција која што се надевам дека и понатаму ќе продолжи со ист ваков успех и интензитет. Ви благодарам. Ќе ви поместам ја сам. Мислам дека се слуша. Да. Добар ден и од мене. Благодарение на Охридско лето, Охрид изминативе 20 на дена беше пристаниште на најдоброто дома, на квалитетни театарски представи, на микс на драмски стилови, сценски јазици, наративи со кои што покажавме дека театарската уметност дише значајно, силно и здраво. Ги видовме лесната и комичната секс-драгија, секс-лаги и љубомора на Охридски театар, психолошка и со импресивни актерски креации представата Демони на Битолски театар. Ја видовме емпатичната и извонредната представа Чудна случка со кучето во ноќта, во режија на Зоја Бузалковска во изведба на Драмскиот театар Скопје. Високата естетика и мотивниот распад на Галеб на Нела Витошевиќ во изведба на Турскиот театар, брилјантно сработена и изиграна представа на Шекспировата комедија Кротењата на опаката на гостите од Киевскиот театар Саксагански. За најмладата публика го имавме едукативниот и презабавен перформанс на 5 плюс фамилија наречен Немаме резервна планета, со кој што ја вклучивме најмладата публика во процесот на препознавање на уметнички вредности. Во останатите денови, околу 7-18 дена, ни остануваат уште 4 театарски доживувања кои што ќе се закотват на нашето театарско пристаниште. Со неотрпение очекуваме представата Барка Балкан Бордело на Блертан и Зирај во копродукцијски проект помеѓу Њујорк, Приштина и Белград. Тоа ќе се случи на 10 август. На 15 август ни доаѓа Мната со Народен непријател во режија на Нина Николик. На 17 доаѓа големата Војна и мир на уште поголемиот Толстој во режија на Борис Лешевиќ во изведба на Народниот театар од Белград. И на финалето, односно затварањето на Охридско лето, го имаме војкувања на Југословенско драмско позориште, односно Југословенски драмски театар. Би сакала да му го честитам 62-иот роден ден на Охридско лето и да посакам да продолжи да сјае најсветло помеѓу меѓународните фестивали од ваков тип. Ви благодарам, точно така, во знакот на 62 години ќе го замолам за мало внимание, традицијата да продолжиме роден ден на